Вторник, 20 јуни, кратки вести во 12 часот. Износот за добивање на картичка за влез во стариот дел на Охрид ќе биде целосно субвенциониран од страна на општина Охрид, информираат од јавното предпријатие Билјанини извори. Од вчера започна издавањето картички за движење на возила во стариот дел на градот. Дел од жителите незадоволни најавија и собирање потписи против одлуката, што предвидуваше да плаќаат 300 денари за картичката. Од предпријатието велат дека на сите кои веќе извршиле уплата за добивање на картичка, износот целосно ќе им биде рефундиран. Картички ќе има за жителите на Стар град, за граѓаните што имаат куќа таму, а живеат на друга адреса, за добавувачите и такси превозниците. По пронаоѓањето на исчезнатата жена кај Горно Средорече, што исчезна синоќа додека берела печурки, планинската спасителна служба од Охрид излезе со апел до авантуристите и локалното население при движење на планина и шумски предели да бидат внимателни, соодветно опремени за условите, како и да носат со себе доволно количество храна, течности и мобилен телефон со полна батерија. По целовечерна тимски комбинирана потрага во раните утренски часови, жената беше пронајдена во добра здравствена состојба. Позитивна енергија на Галичица. По четврти пат авантуристичкиот клуб Mountain Madness реализира уште еден планинско-езерски фестивал Охрид Галичица. И овој пат имаше многу авантура, планинарење, велосипедизам, логорување, забава и уживање. Насмеаните лица на учесниците беа доволна потврда за успешниот исход. Во склоп на овој фестивал предвидено е уште едно искачување на Магаро, кое ќе се случи во септември и ќе биде насловено Есен на Магаро. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност и слаб до умерен северозападен ветер. УВ индексот ќе биде 8. Максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.